Фекалиите им течат низ улиците кои се калливи и неасфалтирани. Жителите на селото Другово, кое е на само 1 километар оддалечено од Кичево, како да живеат во минатиот век. Канализациона мрежа немаат, иако секој еден градоначалник изминатите 3 децении им ја ветувал. На поголеми врнежи и во лето, околу 2000 жители се соочуваат со страшна реа од фекалиите. Децата ни одат со гумени чизми на училиште, а стравуваме и за нивното здравје, велат друговјани. Ситуацијата како сами што гледате е катастрофална. Како би рекол, со кратки црти ужас за денешно време. Ова што го гледате во споредба со тоа што е кога има обилни дождови е нула. Дури во лето тече носно вода, кога врне носи и ѓубре, овде е све шишиња, пластика, некој си друг отпад од самата вода што ја носи. Идат пред избори, кога се менуваат влада, небитно било како, ветува ќе се направи сега, ќе се направи после, останато е така. Споредното уличе од другата страна, тоа е направено цело со бекатонки. Ово уличе нас не ни го направи. Ветиле, како и секој, али никој не го исплатил ветувањето. Децата наши одат во школа со гумени чизми кога врнеат дека. Значи, инаку немат шанси да се слезе. На школа се пресовлакат во други обувки. Повозрастните мештани раскажуваат дека и тоа што малку се направило во селото не е како што треба и веќе се распаѓа. Во кој век живееме, бекатонките, фекализациите, све се во домот. Деца имаме мали, немаме да ги пратиме на школа, имаме стари деца, имаме инвалиди, имаме сакави луѓе. И многу тешко е да можеме да најме заеднички јазик. Ситуацијата нула. Ја проведе четворица градоначалници ништо не направише. Ова е катастрофа. Деца мали врват навод никако. Идеа мереа, има 4-5 години ништо. Нема да прави ништо. Ете, сами гледате како е. Ставот на градоначалникот на Кичево, Фатмир Дехари, е дека се чека да се заврши канализационата мрежа започната во Зајас. За потоа да заврши и во Кичево и да се вклучат сите села каде што ја нема, а при тоа да се асфалтираат и улиците. Но овие жители немаат веќе верба во политички ветувања, бидејќи повеќе од 30 години ниту едно, велат, не се остварило.